оброк на денот следува во овие минути, а во овие минути во Утринска на телма и во нашата кујна ќе извлечеме нешто од мелен од вкусови, она кое што го прават Андријана и Ана, кои што се всушност основачи на мелен од вкусови, кои што прават одлични, вкусни и здрави рецепти, добре дојдени за секого, особено оние кои што веќе го вкусиле тоа и го знаат ефектот, но и резултатот, и на чувството, и на изгледот, а исто така како што е нивното мото секој ден е добар ден за здрав оброк, може тоа да биде и наше мото, бидејќи и ние тоа го практикуваме и сметаме дека тоа е така. Заедно со нас токму тука од мелен од вкусови е Андријана, без Ана, но секако она кое што го правите заедно ќе ни го направи делото Андријана тука во студиото. Добре ни дојдовте во Добре ве најдов, благодариме повторно за поканата. Вие сте членови на Slow Food, ние со Slow Food имаме соработка и сакаме ете така да имаме различни гостувања од членовите кои што секогаш имаат и што да кажат за нашите гледачи и што е уште поважно што да прикажат ако зборуваме за добри, вкусни и здрави рецепти, а вие тоа добро го знаете. Тоа е ваша секојдневна работа. Така. И оние кои што се ваши клиенти ве знаат како работите и што е тоа што го правите, исто така имаат пофални зборови. Па зошто да не да направиме такво нешто нели денеска? Ќе биде тоа засновано на, да речеме, вегетаријански Да, оброк. вегетаријански врап, кој што главни состојки се маслинки, фета сирење, кромит, зелка, пиперка и краставица. А кај нас може дополнително ние го ставаме, значи и фалафел врапот, кој што специфично за нас е тоа што ние не пржиме ништо, значи фалафелите се печени и дават посебен вкус. Да објасниме само за оние кои што можеби не знаат што всушност е фалафел. Фалафелот е плескавица од наут, таан, лимон, лук, маслиново масло и може за вкус за подобро да се оформи смесата, да стави пченкарно брашно. Да. Верувам дека во некои од следните изданија ќе имаме можност тој рецепт да го прикажеме, за да ете оние кои што Тоа се пече, затоа и не го донесов, значи тие фалафели се печат, не се пржат, значи не е со пржење, кај нас нема ништо што се пржи, или се вари или се печи. Да. Веројатно е тоа навистина еден добар вкус, особено за оние кои што го сакаат наутот, па во различни комбинации сакаат да го комбинираат, да ако зборуваме за благодетот или за придобивките од наутот, па тогаш е и уште подобро, но кога сакаме некоја по-лајт варијанта како велиме или нешто што ете ќе не засити во текот на денот, а ќе биде засновано на зеленчук и при тоа тука тортилја, сето тоа во облик на врап со зеленчук. И самата тортилја е интегрална, значи пак ќе кажам, не користиме бело брашно, нити за тортилите, нити за порано лепчињата за сендвичите. Да. Може да почнеме пополека со сацкањето и со работењето. Имаме некои 15 на минути да си позборуваме и да го направиме овој вегетаријански или еве да го наречеме зеленчуков врап кој што денеска е на нашето мени во Утринска на телма и да позборуваме малку за работата на мелен од вкусови. Правите здрави рецепти, како што реков моцото вие дека секој ден е добар ден за здрав оброк и тоа некако луѓето почнаа да го применуваат, дури и оние можеби кои што се поголеми скептици дека не може да се префрлат на некој таков начин на исхрана или дека ете од тие навики на кои што нели им се заснова секојдневието. Сепак може да излезат од сето тоа. Точно. И да се навикнати на ваков начин. За секоја навика има и одвика, така да. Добро, жана вечинијата. Добра. Да видиме. За секоја навика има и одвика, така да генерално верувам дека луѓето првите денови или првата недела кога ќе се претплатат кај нас на пакетите, на некои им е потешко. Меѓутоа после втората недела веќе се подруги реакциите и во поглед на здравје и во поглед на физички, колку се поспособни, полесни и ментално, значи полесно име на работа за да функционират, што е и нашата цел, за да може луѓето полесно да функционират и да бидат попродуктивни и да имаат енергија. Значи, верувам дека сите сме приметиле кога се јаде бурек или не знам хамбургер или што и да е, енергијата ни е многу по-друга, многу по-тешко се чувствуваме, поуспано, а вака
имате енергија, сте сити. Сите, така. Тоа е тоа кое што сите го бараме, за да не ни падне притисокот, нели, откако ќе се најадеме во текот на денот, треба денот да продолжи сите обврски кои што не очекуваат. За да се направи еден таков добар и здрав пакет, што е потребно? Затоа што, нели, еве и претходно кога зборувавме пред да почнеме во живо со разговорот, тоа се гледа преку резултатите здравствено кои што ги имаат граѓаните и оние кои што се ваши клиенти. Но за да се имаат тие резултати или тој ефект, треба претходно да се има една програма по која што тоа се прави. Прво и основно треба психички да бидат спремни, дека се спремни за да го сменат својот начин на исхрана, а со тоа својот начин на живење. Кога ќе бидат спремни, тогаш се многу подобри ефектите и многу подобри резултатите. Од едноставна причина што не се замарат, него уживаат во храната. Меѓутоа, пак ќе кажам, значи сме имале разни случаеви каде што биле скептици, сметале дека не им е доволно оброкот, која ќе ги видат, нели, самите грамажи на оброците. Меѓутоа, со тек на време, втората или третата недела, тие и од што биле со 4 оброци намалуваат на тие што не се физички активни толку многу, каде што работата им е повеќе со седење, тогаш тие скоро сите доволни им се 3 оброци. Меѓутоа, тие што се повеќе физички активни или што многу често вежбаат 3 пати до 4 пати неделно, во консултација со нутриционистката, значи Надица Илиевска, може да дополнат, ако не им е доволно, значи после тренинг, или пилешко варено месо, или јајца, или оризови галети со намази од авокадо, хумус. Меѓутоа, генерално и тие што се физички активни им е доволно. Така. Постојат луѓе кои што имаат одредени здравствени предизвици, да не речеме проблеми, може да се тоа некои периодични работи со кои што се соочуваат кога е во прашање здравјето. Еве, ако сме подзаборавиле короната или тој период кога имавме и се уште постојат пост-ковид некои состојби кои резултираат со одредени потешкоти во здравјето, тогаш видиме дека навистина треба да се обрне внимание во однос на тоа што внесуваме и како се храниме. А кога се во прашање овие комбинации и вашите рецепти па и пакети, тогаш тие ние искуствено имавме многу позитивни резултати, посебно за тие што беа или заболени или пост-ковид. Имаме многу позитивни резултати заради тоа што крвната слика им беше прекрасна. Значи, дури имавме лица кои што имале и претходно некои здравствени проблеми, имае подобрување на целокупниот организам, односно на целокупната крвна слика. И сега, пак ќе кажам, значи, тоа е индивидуално. Ние, нашата цел е луѓето да го сменат начинот на исхрана, односно да го сменат начинот на живење. Веруваме дека после месец до 2 со исхранување кај нас, генерално скоро сите го смениле и ги виделе, бидејќи ги увиделе бенефитите на здравиот начин на исхрана и се задоволни и продолжуваат. Меѓутоа, ништо нема магично преку ноќ. Значи, мора да биде трпение и да се верува дека со тоа ќе успеат. Да, и да се остане константен во тоа кое што се прави, за да, ако сакаме да видиме одредени резултати. Што се однесува до оние состојки кои што ги стават или производите кои што се дел од рецептите кои ги правите, се разбира дека треба да биде балансирано. Има луѓе кои што се навикнати во текот на своето секојдневно, месечно или како и да е мени, имаат претежно месо и сега ако им се каже дека може би да подобрат својата здравствена состојба треба да биде малку поретко или така, веднаш може би се јавува тој страв дека ќе треба да се откажат од нешто на кое што постојано навистина. Види, ние на пример во нашето мени вметнавме пилешко и туна. Значи имаме месо, меѓутоа поентата е да не биде секојдневно тоа месо. Така да тоа е доволно, бидејќи за месото се протеини, а протеините се избалансирани со леќа, со граф, со наут, така да се е избалансирано и сите оброци се избалансирани, направени, значи во консултација со нутриционист, така да се е дополнето, односно се има што е потребно во текот на еден ден за да еден човеков организам функционира.
Да, има индивидуални програми, имаме луѓе кои што имаат поголеми здравствени проблеми, носат своји менија, значи по препорака на нутриционисти. Тоа дополнително се договараме и тоа го изработуваме. Имаат некои, например, со не знам, вакви или такви диети, пак значи менија кои што се ги носат од кај нивни нутриционисти или фитнес тренери и тоа и на тие им излегуваме во пресред. Сега во моментов сме заангажирани исто и со кетеринзи, за слави, за семинари, за обуки. Не предстои таков период, нели? Да, На слави, да. на празнични денови, новогодишни празници, сето тоа кај вас предизвикува и нели по забиено или забрзано темпо на работа, но работата вас ви причинува задоволство и тоа се Точно. гледа. И така е, нутриционистите велат дека треба разновидна исхрана и дека таа дава резултати. И тоа многумина го почувствувале. Што се однесува до специјалитет на денот или специјалитет на куќата, како велиме, што е оно кое што вие би го издвоиле? Како заштитен знак најчесто е фалафел врапот, бидејќи фалафелите, пак ќе нагласам, не се пржени. Исто е колагенскиот десерт, тоа е здрава верзија на чизкейк, каде што состојките, например, исто се избалансирани, има овесни снеголки, орев, кокосово масло, маџун. Вториот слој е кефир кој што ние сами си го правиме и со желатин и најгоре ставаме шумско овошје. Значи, во поглед на фалафел врапот најголеми позитивни резултати и позитивни критики сме добивале. Не дека за другите производи не, меѓутоа за тоа и за колагенскиот десерт и најновиот безглутенски десерт кој што е направен со афион, македонски толчен афион, со семки од тиква, бадеми и брусница. И горе е кокосово млеко со индиски ореви и најгоре ставаме шумско овошје или малини во зависност по желба на самите клиенти, а кокосовото млеко и индиските ореви и аронијата се вториот слој. Кај нас производите генерално се сите на слоеви. Не ги мешаме, мада се оставаме нели да луѓето сами, нашите клиенти си ги измешат, бидејќи по друг е изгледот на самите теглички. Да, така како што сега јас ова ќе го измешам и ова ни го донесовте дополнително еве во контекст на ова кое што го кажавте, бидејќи вие вистина направите милерам од вкусови. Ова ќе го пробаме и се разбира ќе го промешаме. На самата површина гледаме ореви и ова следно ананас и кокос и чија. Долу е чија, овесни снеголки, ленено семе и урми. Одлично. И суво грозје. Јас веднаш ќе ставам тука, ќе го промешам и ќе го пробам, бидејќи навистина ме интересира овој вкус, а вие, Андријана, може да го пресечете врапот за да видиме каков е крајниот визуелен ефект, а што се однесува до вкусот, нели веќе ни е познато, бидејќи ова може да биде освежително и енергично, како што кажавме, односно потребно за да се зголеми енергијата во текот на денот, а да бидеме исто така и сити. Еден убав, едноставен предлог кој што денеска можете да си го примените, но и не само денес, туку и во било кој ден кога и да сакате. Еве, јас сега ќе го пробам како еден убав завршеток на ова кое што го зборувавме. За да кажам, морам да го пробам, нели? Специфично. И навистина ова мешавина од вкусови дава една целина. Не може да се издвои некој од тие вкусови посебно, но има свежина. Има свежина што навистина е добро и како Кај нас житните оброци сите се значи засладени со мед или со маџун. Во поглед на дресинзите, во поглед на дресинзите користиме строго маслиново масло, лимон, балзамико, природен јаболков оцет, во зависност значи од самата салата. Ги креираме значи дресинзите да бидат во согласно со самата салата. Ако сакаат да ве најдат оние кои што се заинтересирани, имате Инстаграм страна и Да, ние се наоѓаме во трговски центар Боњаковец од задната страна кај кадната гаража. Да. Ви благодарам за гостувањето, ќе се видиме во следна прилика со нов рецепт. Благодариме. Добивме некои совети плюс денеска, а ќе продолжиме уште еден разговор со кој што ќе најдеме нешто интересно што ќе се случува денес. Останете со нас.